Членот на Македонско-бугарската комисија за историја Ванчо Георгиев си поднесе оставка од функцијата. Причината за ваквиот потек биле се почестите обиди за политичко влијание во разработата на комисијата од страна на висок функционер од МНР и без негова согласност е прифатена промена на учебникот по историја за 7 оделение во делот за цар Самуил. Георгиев во краток разговор за Алфа ни потврди информацијата и посочи дека кулминацијата била достигната на вчерашниот состанок. Во соопштението кое го испрати до јавноста, професорот вели дека измените на историските учебници се во спротивност на резолуцијата која што беше усвоена во Македонското собрание. Нагласувам дека изготвените разменети предлог идеи, донесени и разменети во текот на вчерашниот ден од страна на македонскиот дел од Комисијата за препораки за учебниците за 7 одделение за македонските учебници се без моја согласност. Демонстрираните ставови на последната средба од страна на другите членови на македонскиот дел од Комисијата не само што се во спротивно со резолуцијата усвоена на 29.7.2021 од Македонското собрание, со која се утврдуваат црвените линии во преговорите меѓу Република Македонија и Република Бугарија, туку и со македонските национални интереси. А откако професорот Георгиев обзаница скандалот во комисијата, оркестрирано стигнаа соопштение со деманти. Најпрво министерот Османи се правда. Никој од министерството не вршил притисок врз членовите на комисијата и одлуките кои што се носеле, ама потврдува дека темата на која се кршеле копијата е цар Самуил и неговото присуство во учебниците. Во однос на динамиката, во однос на формата да министерството го организира тој процес, министерството финансиски го поддржува тој процес, но никогаш министерството не правило притисок по однос на содржината на разговорите и одлуките што ги носат членовите на Комисијата за историски и за образовни прашања со Република Бугарија. По Османи и владата побрза преку соопштение да се огради од скандалот во комисијата. Не се мишале во одлуките, ама и немале политичко влијание. Го обвинуваат професор Георгиев дека го злоупотребувал тајмингот за политички пораки. Категорично отфрламе било каква инсинуација дека имало било какво влијание на одлуката на професорот Ванчо Георгиев да го прекине својот ангажман како член на комисијата од страна на владата или било која нејзина институција. А со обвинување и до вчерашните колеги на Георгиев од комисијата, изненадени биле од неговите тврдења. Научните принципи во работата на комисијата биле се и ќе останат непроменети и дека не постои никаква основа се тврди дека постои нов принцип на работа, ниту политички притисок од МНР, владата или политичките партии. По ваквиот скандал, првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски апелира власта да ја почитува донесената резолуција, а личните и политички интереси да ги стават на страна. Ако е вистина тоа, дека некој помеѓу двата изборна круга одлучува да распродава дел од македонскиот идентитет и да ја продава Македонија, на сметка на тоа да обстане политички, јас сум шокиран. И веднаш повикувам не само до тие политичари кои што вршат притисок, туку и до останатите членови на комисијата која што преговара, до така наречената историска комисија, да следи постапката на професорот Ванчо Георгиев. Затоа што треба да се свесни дека слугувањето на тие кои што ја продаваат Македонија ќе биде запишано во историјата, ама на темната страна. За сега историчарот Георгиев е првиот кој излегува од составот на комисијата, но ги охрабрува и останатите членови, како што вели да не ја виткаат кичмата и да дозволат некој друг да одлучува место нив.